После 10 години повторно на Европско првенство Македонија, Франција 10 разлика на почетокот, првите 15 минути не можевме да постигнеме гол, на што се должи еве тоа и твои импресии од надпревара. Па може би и самото тоа влегување на терен и ова публика што никогаш до сега за овие последни 10 години не сме доживеале таа атмосфера. Навистина беше феноменално едно чувство и тој почеток, на жалост, со многу грешки и промашени шутеви, тој допринесе една таква разлика со ова преискусна репрезентација. Задоволна сум затоа што се боревме до последната минута, до последната секунда, така и се договоривме. Целта ни беше да бидеме на овој надпревар заедно. Значи да направиме една целина во целостите, да бидеме, да веруваме една во друга, да се поддржуваме, да се мотивираме. Мислам дека така изгледавме, без разлика тие 15 на минути што воопшто не дадовме гол. Како што кажав, имаше доста промашени шутеви, многу технички грешки, што тоа не смееме да си го дозволиме. Франција тоа го искористуваше и во контранападите со крила, тоа направи разликата што е во првото полувреме. Исто така морам да напоменам дека ми е многу драго затоа што има шанса да играат сите репрезентативки, посебно младите, што се стреми и се спрема оваа репрезентација во иднина со нив. Нема да се предадеме, веруваме во себе, имаме уште 2 надпревари, мораме да се спремиме со Холандија сега во понеделник, после Романија. Јас начело никогаш нема да кренам раце и секогаш ќе бидеме на ниво заедно кон нови цели и се надевам што да не пробаме. Не можеме ништо да изгубиме. Ова е нашиот дом, овде играме пред наша публика. Прекрасно чувство беше за играње денес, без разлика се на резултатот. Они постојано беа со нас, не знам, и промашени шутеви, дадени голови, одбрани на голмани. Значи беше едно феноменално чувство. Се надевам ќе дојдат исто така во поголем број во понеделник и да пробаме да ги изненадиме холанѓанките. Видовме многу емоции на почетокот на интонирање на химната. Како што кажавме, значи имаше проблем со нападот во првите 15 минути. Дали беше тоа преголем респект према противникот, можеби, или воведен надпревар па почетничка трема? Да, па како велат, ако немаш респект спрема противник, тогаш исто така немаш респект спрема себе. Спрема себе си, така да ние влеговме со растеретени глави, немавме што да изгубиме. Сакаме да представиме на добра игра, добар ракомет, да почнеме, но на жалост не почнавме како што треба. Тој допринесе за овој резултат. Што би кажала уште, не знам, имам такви емоции некои што така некако ми е, што да вратам сега назад, доста работи би се промениле, но е поминало, тоа е тоа, идеме понатаму. Победи, Црна Гора победи, Македонија се очекува првата победа. Да, трето чудо. Како против Холандија да се победи? Ќе видиме, они денес играат против Романија, ќе гледаме тој ќе гледаме тој надпревар, ќе ги анализираме. Може би вечер ќе одмориме малку, може уште од вечер ќе почнеме да ги анализираме. Имаме еден ден да се спремиме за нив. Во понеделник тоа како е сега додека зажмуриш, onda ќе дојде и понеделник, вториот надпревар. Мораме да собереме сили, да се одмориме добро и ето така се гледаме во понеделник со нови изненадувања. Се надевам подобар почеток на надпревар и поголема одговорност.